Вие наплатихте 2000 за тоа, не така? Добро. А знаете ли колку треба да наплатите? Толку пише за преглед. Толку пише. Ајде нека дојде ваа другарка што удава месец. Толку не ли пише, нема видите? Да, така пише 2000 динара, меѓутоа извршивме проверка промер и треба да го вратите 400 динара. Затоа што месото е 5040, 300 грама и по нашата рачуница испадна дека треба да го платите 1440 динара. Тоа значи дека на детето треба да го вратите пари. Па јас ти го вратам, но толку колку пише, ја толку наплатив. Јас од да знам колку кошта месото и кој друг. Може да се на лице место провери тамо на вага. Колку да му дадам? Ќе видиме се. Ајде премерите го место. Колку испадна тоа? 330. Ајде израчунајте по колку е килото месо. Значи, колку требало да напишете на детето? Да плати? 1663. Така. Ајде сега. Напишите тоа и кажете на каса, касиерката да ја врати пари. На овие немате цена средини. Цената ви кажав, јас ги турам омие довечени и тоа веројатно се некој жел. Мислите дека ова е цена? Да пише мајонез? Не, ама тоа јас сакам да ви кажам дека ми е такви цени тука турам цена на се пишам. Колку е цена? Немате цена. Вие не најдовме ни цена на ова, на тоа, нема таму цена. Каде нема, на тој стакнато има. Од сите производи што ги одвоивме, на овие не можете да. Тие не се веројатно тука. Тоа е дома. Испратниците не се тука. И ово е артикол. И ово е артикол, така ли? Да. Се ова што е девојчето купило, се е артикол. Дали ги знаете цените? Па нешто знам, нешто не знам. Нешто знаете, Веќе нешто не знам. знаете. И овака кога нема на самиот артикал ставено цена, како ќе знаете? Значи, или ќе одите во плюс, веројатно, или како? Ако сакате, отворите ја каса. Дали сега на муштериите имате по 5 пари да вратите? Нема. Немате. Па И како наплатувате? Па на некој 5 пари ќе му закружиме, а на некого нема да ти А дај. на некој ќе напlatите повеќе. Да. Па така, законот за паритетот не објаснjava. Би се што да правиме, ја не сум крива за таа работа што не. Добро, парите од како дневниот промет, но и така, чините по регистар каса. И ако се јави вишак во пари, што прави? Вишок во пари слабо се јави кај мене. Добро, кај вас. И како гарантирате кога викате едно што ги не знаете цените, Па друго? добро, јас тоа ги откуцувам и Ги откуцувате? кога враќам куцувам. И ако е повеќе, Видите оди во колку- касата на предпријатие, така ли? Друго едно прашање. Овде, ќе ве молам, со оглед дека према закон за паритетот не поседувате тамо во паритет како најмала единица од 5 пари. А овдека овај локум е 248. Потоа имаме овдека овај чоколад 333. Овдека е 393. Сега ме интересира. Дали овај паритет како такав што не постои помана единица од 0,5 пари, овие што наплатувате на касата, како ги наплатувате? Ќе куцаме како што пишува на самиот артикал. 248. И како ќе наплатите 3 единици од динарот? 3 пари. Некој нема да наплатиме, ако дојде на 5 динари, ќе наплатиме на 5 динари, например. Добро, сега во 230. конкретниот случај 333 пари, на колку заобслужувате на каса? Ние куцаме така. 333, например. 333. Ако пишува да на самиот артикал. Добро, ако има повеќе артикли И тие се собираат, ние така ќе си куцаме. и на крајот како го заобслужувате? Ако дојде на 5 ќе наплатиме, ако дојде на 8 динари, Како? некој може 10 динари, например. Да, правилно е. Ако не, ако дојде помалку од 5 динари, значи наплатувате како? На 5 и на 10, така ли? не, ако дојде више од 5 динари нагоре, ќе заокружиме на 10. Ако дојде испод 5 динари надолу, не заокружуваме. Значи Па нема како да платиме. наплатувате во конкретниот случај кога паритет на 0,5 пари немате во каса? Дори немате и 10 пари. Но некогаш, има некогаш. Овеќе е 352 динара цената. Овеќе е 247 динара цената. И се друго ги имате да заклучуваме на 5 пари. Тука имате закинато на потрошувачот мала сума, да кажеме, бидејќи се поединечни артикли, а во вкупниот збир, во проверка по испратниците, имате наплатено повеќе за 695 динара.
695 За dinara неколку имате артикла само... за овие 15 артикла имате наплатено 695 dinara повеќе. Обрачунато во бидејќи не наплативте, запишуваме на тоа 16 Шефот заедно. 195 со шефот по испратниците е волку излезе на сумата повеќе наплатено. И друго, зашто овие ги заокружувате суми на 5 dinara, во касата немате пари од 0,50 пари. Кој треба цената истакната во динари, законот дозволи да се истигне така цената, зашто не ги куцате во регистар касата тие цени? Зашто ви куцате 1085, поветова 1082? Артикла имате заокружена цена на 5 dinara. Видите, на некој има заокружено, на некој па има помалку, така ме идемо на 2 dinara имамо, па не оди. Видите. Вие изјавите дека кошта А вие сами гледавте тоа? 1100, а овек имате 1200. Таква цена во испратниците ваши не најдоме за тој артикл. Кој беше 2100? Рибите, А добро, добро. за рибите и добро, тоа ви кажав, ја ти викам. конзерва. Конзерва 2300 и тоа е цената тука, може да ја снимате. Од двете страни има цена, ви реков ја. 2300, а овек И е 2375. 75, еве, ете го. Ова чија го продавница? снима. Молим, ова е на Центро Колонијал. А вие како се викате? Симовски Славе. Вие сте од која? Јас сум внатрешна контрола во предпријатето на Импрес. Предпријатие на Импрес. И какви резултати има? Види, резултати на сите каси кај нас се појавува вишак мање по суми некаде. Предпријатето оправда доколку е 500 dinara, касиерката се не зима на одговорност. Преку 500 нагоре ние правиме записник, кој записник се проследува на дисциплинската комисија и касиерката биде казнувана со опомена. Еден пат, ош еден пат, доколку не се поправи, он да биде сменена од работното место, така да нема право више касиерка да биде. Дали поплаките од страна на граѓаните се чести? Поплаки од граѓаните имамо кој каде во продавниците наши, меѓутоа ние по тие поплаки констатирамо дали се тие исправни или не. Некогаш има и поплаки кои не су точни на цените, бидејќи цените се менјат почесто, така да некои наши... Дали се случува да во иста ваша продавница, во две исти продавници ваши, еден исти артикл Да има има две различни различни цени. цени? Има. Зошто е тоа? Тоа е затоа што кога се покача артикалот во магазинот, не се оде од страна на предпријатето, се изврши попис во продавниците, него се пуште нова стока од таму и така се појави разликата, во некоја продавница да е поевтино, а во некоја поскапо. Дали е тоа исправно? Однос со законот? не е исправно со законот тоа. Секое пуштање на нова цена би требало да се изврши попис во продавниците, да се срамне цените да бидат еднакви. Значи ние во натамошно снимање ако најдеме такви случаи треба да ги третираме како неисправни, нели? И ние ги третираме како неисправни, самата контрола и ги отстрануваме, доколку ги најдемо. Имате ли некој записник вие, например, конкретно да ни покажете од овие кај сте нашле? Јас имам записници, меѓутоа не ги носам. Имам записници и против магазините. Например, од магазин број 1, тоа е суоместни сирења и така натаму, доколку се пронајде некој, ние правиме записник против руководителот на магазинот, или за зеленчук и емиш. И таму исто така правиме против магазинерите и руководителот на магазинот зашто пушта таква стока во продавниците. Дали кај вас се случило такво нешто да еден ваш работник во случај на кршење на законските, мислам, интерните договори што ги имате во предпријатие или кршење на законски прописи да биде сменет од работа, односно да доби решение, отказно решение? Отказно решение до сега у нашето предпријатие нема, меѓутоа има сменено од работните места, од руководител, касиерка и така натаму. Благодарам. 6-1-6-6-3-6-4-6-5-6. Љубиша, од каса под бонови, што е на одмор, еве веќе 15 ден. Бонови не се да се пари. Пари се ги менја во бонови. Ете пишува нали, што пишува. Нема смисла, тие ќе изгледат. Ете, 15.000 кај изгледа. И се од документите таму оставени. Друга, ке вие касиерка ли сте? Овде. Редовно или како? Редовно, или ученички? Редовно. Сега, во конкретниот случај по однос на пред на касата, што испадна? Со ваше пребројување и навоđење во парите во каса испадна дека тракот покажува 616.470, на лице мешто 631.910 стари, или вишак 15.440. Ве молам, вие да ми дадете одговор за тоа. Каде одат парите сега во однос на вишак?
Па виш, ако тие не се наши пари, Видите, не се тие се промет. пари од касапот, еве ги. Па добро дужи инспекторе, па се, неќе се лажиме, еве ги со се ливче се тука запишани, па немојте вака. А нема смисла, ја мислам. На 440 динара, па еве го и ливчето и тоа. Парите се од страна. Абе да не ги потрошиме, јас сум крив. Добро, ти Ја реков ќе му ги потрошам парите, треба да му ги враќам од плата. Крив си, еве. Ај реков, ево го ќе му. Према нашите прописи во касата не смее да се чуват никакви други Ја пари, не знам, осем- јубе прв пат дружи инспектор Кажете од вас го тоа, слушам. да. Прв пат од вас слушам. Не Осем знам. парите кои се наваѓаат во каса, кои се наплаќаат од Па наш човек муштериите, е тој и да сите Дневен промет во Да. каса, други пари не смеа да идат. Ова дали е Љубе, дали е Јоцо, дали е другарката или што ја знам, вие своји пари може да држите у каса? Не, јас уопште Она не не држи. Јасно е по законот за ова, Тие се се од знае заменик од дека парите, бе. ние Јасно ми- третираме како Кај е вишак липсето, во молим те, каса липсенцето, дај ми го. 15.440 стари. Ете липче. Ама еве го ливче, јас- има запишано, еве го и ливчето, чии се парите. Види, Владо, тебе ти е јасно дека пари не смеат да се чуват никакви. Од страна на касиерките кога дојат са бале си ги земет своите ташни, ги предават Нема ја кај тебе, така. превојат Ташната ги си парите предадена и ташната. тие тамо стојат во магазинот. Предадена е ташната, Додека нема овде пари во касава заради контрола, било која, дали наша од предпријатие или од страна на органите, би не требало други пари да се чуват, jer тоа е јасно на секоме. Jer регистерот каса не се признават приликом Jer контрола. колку е негово што он кажува да се туѓи Да, пари, сега толку тие- е и наше, дека фактички тие Да. пари се од дневен промет Тие- заработен од потрошачите. Немарно е тоа однос на тоа што су парите чувани тука. Ама А чи може ова да се запишано? Па еве бре луѓе со факти, ова е аргументот, бе, немојте така. Аргументот имат ливче, чи се парите. Аргумент ова е, доказ, корпус деликтис, па нема смисла. Ете го тука. Добро, зашто клучот од касата го чува касиерката во каса? Затоа Може што да имам контролира поверење, касата? има поверење ја. А Ја ние имам немаме лично поверење, како раководител. зашто може- Ја имам поверење и Во Дризо случајот не може она да Не е провери точно. во секој момент колку е да контролира касата да извади убава тоа, работа не? дружи инспектори, ние ако се А крадеме може- сами на себе. Немојте така. Може да контролира, не? Не може да контролира, по тука сум вашите, по ја. вашите нормативни акти треба клучот да го држи шефот на продавницата. И тоа не сум го знаел. Сега прв пат го слушам. А Не, клучот веќе го бе, држам. молам, И шефе. од раководителот тоа го наследив, што беше клучот си беше тука и сега го држам 2 години, не сега. Јас се извинувам, шефе, незнањето не го оправдува законот. Меѓутоа, со оглед дека Така сега. најмана парична единица по закон за паритет е 0,05 пари, што гледам во касата дека го нема. Меѓутоа, на артиклите кои што сте ги изложиле за продажба, гледам дека има и некои измеѓу паритет, нали така? 313 и 18 и така Вред. натаму. Сега Да. ме интересира како муштериите А имаше ги 5 пари плаќаат? тамо, немаш ли 5 пари? Како немаш 5 пари? Ете го, тие се броени сега. Ама те се за- Ево ги 5 пари. Ево ти. Тие се заветки. Не се завиткани. Ево, 5 пари имате тука. А 5 пари, има и одвиткани 5 пари. Пардон, дружи инспекторе, како потрошачи ние никош не добиваме 5 пари. Него Моля? ни задржуваат, Да. секогаш од 5 ни го наплачуваат банка. Да. Често пати ние поставуваме прашање, вика немаме што да ви враќаме кусури А и некој така. пати по Благо- банка што ви оставаме, добро немате, Не, Не само кај вас, секаде, секаде, не Овде само ли, кај вас. дали конкретно кај нас 5 пари? И не ви се овде, и вратили? овде, Сте и овде. барале 5 пари, не ви се Чак и вратили. услугата е многу удобна, овде баш неколку пати, па поставувам прашање зашто така да поступите. Која услуга? Значи, Никој, едини вие сте никој што не сте ни, жали не ни овде. дава објасние, само кој ќе дојде вака некој, тоа е поступувате со муштеријата. Добро, Вие вие ја купувам од други вака продавници, па ги гледам и цените и све тие работи. како се викате вие? Фетауски сами, Што сте по професија? пекар. А од Скопје? Да, да. Тука ли редовно ова... Не е редовен, не е наш тој потрошач. Апсолутно наш потрошач не е. Не сум Одговорот редовно не е затоа наш што не се потрошач. точни во... Прашајте други Во- потрошачи. Има тука, во продажби еве и редовен во потрошач, еве редовен потрошач. Тој таму другиот обје се редовен. Ја живеем во ниските згради, па Не е од тој скоро редовен доаѓам потрошач вамо, кај нас. па Прв пат го загубам. гледам сега. Не, не, прв Прв пат. пат Не ти сега го влагам гледам. муштерна Не шапото сакам до прв пат. порно да не ми Втор влагаш пат, ти. трет Прв пат, пат ме четврт гледам, пат шо? сум влегол. Не вие, онака како што треба. Така бе, ние не сме. Ја не сум дошол да се карам, али да кажувам како што Секој е. нас кој како, па и ние живци имаме. Фала ви на немојте така. помошта, бидејќи ние како контрола Молим, имаме молим. во предвид вашата изјава, имаме Не, во имате предвид вие муштери- полоцата на муштери касата, други и ќе ги имаме во прашате. предвид паритетот и сега ќе видиме и други. Бидејќи ние шефот е како што го гледате во мантилот, испаѓа да е касап, а не шеф. Ве молам, каде ви е касапот? Касапот е на одмор. Ја морам да го Ве ставам. молам, бидејќи го заменувате, дали вие сте квалификувани во однос на давање на потрошачите услуга по квалификација на место? Ја едно се прашувам дали во Импрес или во Центро колонијал постои касап квалификуван. На 101 е. Фала.
На 105 на касе. Другаркава на каса што работи на еден потрошувач, му наплати повеќе две паштети кои што чинат 2 динари и 15 пари, ги наплати по 2 динара и 40 пари. За тоа изречена мандатна казна на лице место, 5000 динара за слободска организација и 3000 динара за продавачот кој што го направил прекршокот. Да. Ние во предходната продавница бевме и шефот на продавницата, барајќи некои цени, да ни објасни по која цена, се рече дека записниците ги чува дома. Дали е исправно тоа и дали овие записници може да се носат дома? Не, овие никако не се. Тука се сега сите од околноти. Ние инспекторите најдуваме на многу поголеми тешкоти и се чудовидуваме од самите трговци. Наиме, ево и еден од акутните проблеми што владеат по трговските куќи. Томи мајонез, истакнато физичко е овде 6 динара. Меѓутоа, и на поднив има истакнато 949,45 пари. Тоа значи двојно физичко истакнување на цени. Истата состојба се случува и овде. Видите, овде пишува 3,90 динари, а на друга туба пишува 3 динари. Ева 3 динари. Двојно физичко истакнување на цени. На овие паштети никој не може да каже и на каса колку изнесуваат овие паштети, бидејќи физичко истакнување на цени нема. Овде имаме две врсти на паштети, една чајна, а ова е од Гаврилович паштета. Ако би некој потрошач зел, а нема цена, сепак тоа се донесува во заблуда самиот потрошач. Видите овдека како пишува. Мајонез кеси 100 грам, 4,50 динари. А видите како е физички овдека двојно истакнување. 4,30 динари. Чија е сега? Дали е намерна или ненамерна грешка? На ова специјал Астра челична вуна, физичко истакнало 3,80 динари и 3,15 пари. Двојно физичко истакнување на цените. Тоа не е редок случај овдека, само во едната самопослуга, продавница на Импрес. Тоа е секаде. Само во ова продавница наидовме на 10 такви категорични случаи. Вагата подкраднува со 20 грама на штета на потрошачите. Како едно. Второ, ова леча која пакува? Паковно деление, ми Паковно така ја деление. добиваме од магазин. Така добиват. Како така е. Нели така, не е расипана, не е ништо. Не. Да видиме монината тежина. Оваа леча е декларирана под 1 килограм од вашето предпријатие и по продажна цена од 1800 грам. Муштерите дали ја мерат или не ја мерат? Не ја мерат. Не ја мерат. Повелите да видите со колку грама вместо кило 960 грама. 960 грама. Да видиме и другите. Нели така? И ова е по кило 1800. Овдека 990. Овдека 940. Овдека 920 грама. При проверката на купените артикли од потрошувачот е констатирано дека на касата има наплатено повеќе 1363 динара, стари динари. Со контрола на задолженијата и цените е констатирано следневи 4 прекршоци. Имено, повеќе наплатување од страна на касиерката, зголемување на цените истакнати на гондолите и на самите артикли заокружени со некои пари, а има и повеќе со банк и две. Потоа има двојно истакнување на цени со пониски и повисоки цени. Со овие прекршоци ќе уследи соодветни казни, кои што колегата веќе има превземно мерки, записник ќе запише, ќе направи и ќе ги изречеме тие соодветни казни.
имате овие артикли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, такви цени патниците нема. Овие цени се лично ваши, кои што сигурно не ги знаете цените, не сакате да ги проверите ако и куцате повеќе. Тоа се сепак 13 динари и 64 пари многу повеќе наплатил на суд од 164 динари 68. Во што е грешката се? Дали вие ги знаете цените, не ги знаете цените или оние што не ги знаете од прилика, од рака ги куцате? Не објасните зашто вака излезене разликата од 13 динара 60 пари. Ве вие ли сте продавач на оваа тезга? Јас сум продавач Како се на викате оваа вие? тезга, Спасе Бошковски. Спасе Босковски. Ова е продавница на? Вардар увоз извоз. И тука се продава исклучиво автоделови. Автодело е исклучиво застава. Сега, овие артикли имат ли име? Има име. Ама видите, вие уопште не се гледа апсолутно. Еве, например, ова. Што е ова? Тие се дисплочици. Дисплочици. Меѓутоа, Да. овие се од увозно потекло. Увозно грчко. И нема превод на еден од нашите јазици. Нема, видите, Односно некој. кај нас нашата роба е исклучиво од занатски карактер, затоа што сите занатли робата ја знаат дека е ова филтер. Да, А ако се е водно за цената, да, цена имаме ние на нив да. и од друга страна имаме висечи картони, по кои висечи картони ние параблокот го пишуваме и он цената ја гледа. Овдека исто така нема цени. Цени Овдека имаме нема ние. цени. Овдека нема цени. Ова исто така нема цени. Овдека нема цени. Ова не знам што и тоа нема цени. Овдека исто така нема. Има една цена 1000, али дали за сите артикли тоа се однесуваат дека 1000? Да, видиш, ние ја преместуваме робата од едно место на друго бришејче и тогаш ги скинеме и други додека ставиме некогаш не. Ламела е 14.375. Што е ова? Ламела. Диск ламела. Таму беше 14.375, кај вас колку е? 13.340. Моментално овдека ги имам само ламела од 750. Колку чините? 13.960 динара. Стари, да. Ова е продавница чие? Прозаница Технометал автокуќа Тетова. Тенот. 16.975. Ова продавница чие е? Технометал Македонија, Кој број продавница? број 7. Тоа е едно исто. Еден исти артикал, една исто предпријатие, различити цени и тоа поголеми.